Целата случка или расказ за Мојсе започнува со книгата Излез, кога ни се опишува дека таму израелскиот народ кој што се пресели во Египет станаа поробени. Фараонот кој што дојде на власт, не го познаваше Јосиф, не знаеше тоа што направи Бог за него и за тој народ, и затоа ги стави под опресија, израелците им нареди да тие работат за нив. Сега, во таква една ситуација се роди Мојсе. Мојсе имаше, можеби од родителите или откровени од Бога, некакво уверување дека тој е избавителот, но го одбра погрешниот момент, погрешниот начин, уби еден египјанец и заради тоа мораше да бега. 40 години живееше во Мидијамската земја и тогаш Бог го повика назад да се врати во Египет за да го избави израелскиот народ. Во последната проповед слушавме дека Мојсе наоѓаше некакви изговори, ама јас не сум добар на говор, ама не ме бива, ама избери ај некој друг, мора ли јас? И во тие изговори можеби и некој од нас се препознавме. Всушност, горе-доле се препознаеме сите во некој од нив. Но на крајот Бог сепак му кажа дека не му ги прифаќа сите тие изговори и Мојсе се согласи. Една од работите кои што не зборувавме за неја е, видовме, ако сте го читале тој текст во 4-та глава од Излез, дека Бог му даде и 3 знаци, 3 чуда, со кои што ќе го убеди израелскиот народ и кои што ќе ги представи пред фараонот, за да покаже дека е испратен од живиот Бог, Јахве. Интересно, теолозите велат дека овие 3 знаци или чуда не са случајни, имат свое значење. Змијата на што не асоцира? Ѓаволот, со тоа што Бог му кажа на Мојсей да го фрли стапот и се претвори во змија и потоа да го фати за опашот и пак станува стап, Бог покажува дека тој има власта над ѓаволот. Кога Мојсей ја стави раката во пазувата и стана лепра, лепрата знаете ли на што е символ? На гревот. И Бог го исцели Мојсе од лепрата. Рече, стави ја повторно, извади ја, лепрата ја снема. Бог покаже дека тој има власт и над гревот. И водата која што стана крв, ни зборува за крвта Христова, дека преку неа, всушност, ние добиваме победа и над сатаната, и над гревот. Така да овие 3 нешта имаат символика. И во овој дел денес ќе зборуваме за, како што и насловот кажува, Мојсе пред фараонот. Веќе Мојсе не се чувствуваше сигурен, иако Бог го избра, Бог му рече, јас ќе ти го пратам твојот брат Аарон, и заедно ќе одите, еве, тој ќе ти биде гласноговорник, тој ќе биде твојот портпарол. Јас ќе ти зборувам тебе, ти ќе му кажуваш на него, а тој ќе кажува пред народот и ќе пренесува. И на тој начин, еве, тие заедно работеа како тандем. Но пред да стигнат таму, интересно, Мојсе ја зеде и својата жена Сефора и децата и тој се упати за Египет. И сакам тука еден мал дел да опфатиме, пред да стигнеме до фараонот, да видиме што се случи. Ќе видиме еден чуден момент кој што се случи. Ако читаме во Излез 4 глава, 24 и 26 стих, вели, кога Мојсе застана да преноќева, Господ се нафарли врз него за да го убие. Но Сефора зеде остро каменче, го обреза својот син и во стих 26 пишува и Господ ги пушти. Причината зашто Бог сакаше да го убие Мојсе е затоа што Мојсе не си го беше обрезал својот син. Сега ќе си кажеме од каде доаѓа се тоа. Ако читаме многу порано во Битие 17 глава, ќе видиме дека Бог му заповеда на Аврам дека сите во неговото семејство и сето негово потомство треба да го обрезуваат секое машко дете. Сите сме возрастни, знаеме што представува обрезание. И Бог дори му кажа на Аврам дека тоа ќе биде знак на завет. Тоа ќе биде заветот помеѓу него, неговото потомство и Бог. И дека тоа машко што нема да биде обрезано, треба да биде убиено или да биде уништено од Израел. И гледам дека Бог беше сериозен по ова прашање. Сега, веројатно, Мојсе самиот беше обрезан, можеби родителите уште како мал го обрезале, и затоа гледаме дека овде немаше интервенција за него, но неговиот син не беше обрезан.
Мојсе бил обрезан од неговите родители. Во меѓувреме Мојсе порасна, избега за Медијанската земја, во Медијанската земја, там си формира семејство, но тој веројатно одлучи дека нема повеќе зошто да го држи заветот со Аврам. Може би си рече, со мене е завршено, јас си изглупирав, веќе зошто да го барам Господа, еве Бог го нема никаде, ќе си живеам тука смирен живот, може би ќе си верувам на мој начин. Веројатно и неговата жена, која што не беше дел од израелскиот народ, и таа исто така влијаеше на сето тоа. Тој реши можеби да си живее онака како што е традицијата на неговата жена, на тој народ миријамскиот, и се помири со тоа нешто. Тој се помири со овој став. Но сега кога беше повикан повторно од Бог, тој не го обнови заветот по прашање на обрезањето и во врска со неговите деца. Така да, ние од ова може да видиме дека Мојсе веројатно живееше во еден став на јас ки си живеам по мој начин. Ви се случило ли некојаш кога сте разочарани од себе си или од тоа како Бог не одговорил во вашиот живот, да кажете шо ме така, па ќе си живеам по моје. Ќе дигнам раци од се, ниту држам Библија, ниту ќе одам на црква, ќе си живеам по моје, ќе си се гледам со некои пријатели и доволно ми е тоа. Веројатно Мојсе така размислуваше. Но Бог не го заборави Мојсе. Може би ние понекогаш мислиме дека сме заборавени, ние мислиме дека заради тоа што сме разочарани во одреден момент, затоа што Бог не ни одговорил како што ние сакаме, мислиме дека тоа ни дава за право да си живееме како што сакаме, но гледаме дека Бог не го ослободи Мојсе од заветот. И сега доаѓа момент кога Бог го повикува Мојсе да биде водач на израелскиот народ, тој народ кој што е се уште под заветот на Аврам, под заветот дека треба да се обрезуваат, и тој требаше да отиде и да биде нивни водач. И сега погледнете како Бог реагира. Бог е толку сериозен што дури сакаше да го убие Мојсе затоа што не го исполнува тој завет врз неговото семејство, врз неговите деца. И овде може да научиме две работи од оваа сериозна постапка на Бог. Прво, Бог очекува најнапред ние да го држиме она што ги учиме другите. Гледате, јас сум водач во Евангелска црква и сум ваш пастор. И сега јас ви кажувам што Библијата учи, што треба да правите. Замислете колку би било абсурдно и колку би било лицемерно ако јас самиот не го држам тоа што вас ве поучувам. Ако јас велам, вие децата треба да си ги носите на црква, треба да си ги поучувате, а јас самиот, моите деца не ги поучувам да одат на црква. Ако јас зборам дека вие треба да бидете честни, не знам, да не лажете, да се однесувате примерно, а јас самиот не се однесувам примерно, тогаш тоа би било несериозно и би било лицемерно од моја страна. Мојсе требаше да го изведе израелскиот народ и да биде нивни водач. Како ќе беше тој нивни водач, ако тој не го спроведуваше врз себе си и врз неговото семејство, она што од другите требаше да го очекува. Затоа читаме и во Лука 6 глава, кога Исус зборуваше за лицемерието, тој велеше: извади ја најнапред гредата од твоето око, па потоа раската од окото на другиот. Ако јас дојдам кај тебе и велам: аха, ти имаш раска во окото, извади, имаш некаква мана, а кај мене таа мана е многу поголема, тогаш Исус вели: првин среди си го ти твојот живот, а потоа животот на другите. За жал, многу пати денеска христијаните имаат тенденција да на другите им држат лекција како треба да се живее, ама тие самите не живеат примерен живот. Денеска христијаните кажуваат што е исправно, што е морално, како треба да живееме, дека ова е греф, она е греф. Но ако тие самите не го пазат нивниот живот, ако самите не живеат исправно, тогаш сето ова ќе биде залудно. Бидејќи нашите дела многу пати зборуваат погласно од нашите зборови. Сте го забележали ли тоа нешто? Дури по прашање на децата, некој рекол: децата не го слушаат тоа што им го зборувате како родители, не го слушаат тоа што го правите. И затоа децата многу повеќе учат од нашите постапки, отколку од нашите зборови.
Ти можеш да му се дереш и да кажеш не го прави тоа, ама ако детето гледа ти да го правиш, и тоа ќе го прави. Сега, што ни кажа ова? Понекогаш ние можеби нема да го слушнеме што ни кажува другиот, ама го слушаме она што се случува всушност. Сега и во нашите животи ние можеме да се дереме и на луѓето да ја кажуваме што треба да прават, ама луѓето гледат колку бучен е нашиот живот, нашите дела, а не нашите зборови. Затоа да внимаваме, Бог е крајно сериозен како ние живееме. Бог е крајно сериозен по тоа прашање. И второ нешто што можеме да научиме тука од оваа ситуација со Мојсей, е дека Бог е многу сериозен кога се обидуваме да го изиграме заветот со Него и да го посрамиме пред другите. Сите ние кои што сме крстени водено, ние сме направиле завет со Бога. Во тој завет ние сме уветиле на Бог верност. Знаете, тоа е исто како една девојка која што ќе влезе во брак и ќе вети на момчето верност во брак или обратно. И сега, според вас, кажете ми колку е сериозно ако таа девојка која што е веќе во брак оди и го изневерува со некој друг. Кажем, па добро, ништо страшно. И те како е страшно, заради тоа се случуваат убиства. Кој ќе разбере момчето, кој ќе разбере да мажот и те како е страшно. И сега ние сме направиле завет со Бог. Ама тој завет си решаваме во одреден период да не го држиме. Велиме, јас си направив завет со Бог, се крстив, му вети верност, ама јас ќе си живеам од другата страна како што сакам. Не мора да го пазам тој завет, не мора да живеам морално, ќе си живеам грешно, не мора другите да знаат, може би ќе си живеам во некој таен греф, нема да го исполнам она што знам дека е исправно. Бог вели, јас не се согласувам со тоа нешто. Тоа нешто што ти го правиш за мене е сериозно, исто како кога жената врши прелюба. Ти мене ми изневеруваш и си направил завет. Затоа Бог беше сериозен по прашањето на Мојсей. И гледате како Бог одговара на ова нешто. Во 1 Петрово 4 глава 17 стих, Петар вели, кога Бог започнува со судот, судот Божи започнува од каде? Од домот Божи. Знаете ли кој е домот Божи? Ние, јас и ти. Значи, кога Бог сака да го среди овој свет, Бог најнапред започнува од неговиот дом. Бог вели, првин сакам вас да ве средам. Ако кај вас има нешто што не е во ред, јас првин со вас ќе се справам. Првин со тебе ќе се справам како мое дете, тебе ќе те дисциплинирам, ако треба ќе те казнам, па потоа со овој свет. Како јас на овој свет ќе не држам лекција, ако јас моите деца не сум ги воспитал, не сум ги средил. И Бог како наш татко кој што направил завет со нас и ние со него, Бог понекогаш дури решава и да не казни, толку е сериозен ако ние не го држиме завет. Затоа читаме во 1 Коринтијаните секогаш кога делиме Господова вечера. Вели оној што зема учество во Господовата спомен вечера, а нема правилна вера, разбирање и почит спрема телото на Господ, што вели? Си навлекува осуда врз себе. Осуда. И тоа таква осуда што ако го читаме текстот понатаму вели што меѓу вас затоа вели и многумина се болни, а некои умираат. Значи за некој Господ кој што не се менуваат изречува и смртна пресуда. Толку е Бог сериозен кога ние не го пазиме завет. Затоа овој бизарен момент со Мојсей, кој што не го обрезал својот син, е сериозен за Бог. Веќе за Бог тоа е непазење на заветот. Заветот кој што тој го беше воспоставил уште кај Аврам и рече секој машко дете да се обреза, тоа што нема да биде обрезано да биде истребено од Израел. Толку беше Бог сериозен. И во тоа нешто Бог е сериозен и денеска. И сега стигаме до моментот, во 5 глава веќе читаме, каде што Мојсей и Арон конечно доаѓаат пред фараонот. Представници на еден народ кој што се робови, ништо повеќе. И му кажуваат на фараонот, не испрати Господ тоа и тоа да направиш. А во истиот момент фараонот е водачот на најмокното царство во светот. Можеше фараонот да каже, фрлите ги во затвор, можеше да каже, убите ги, може да каже, кои сте вие, но сепак гледаме дека фараонот и покрај тоа, тој им дозволи да зборуват и покрај тоа им дозволи да си заминат. Но ајде да видиме што му кажаа тие. Кога Мојсей дојде пред фараонот,
тој му рече вака: вака вели Господ Бог Израилов, пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустината. И тука има еден дел кој што станува после многу популарна реченица, дури има и песни, има една песна од Луис Армстронг, Let my people go. Овде ги кажува тие познати зборови, Мојсе доаѓа пред фараонот и вели: вака вели Господ, пушти го мојот народ. И интересно овде кога Бог вели, кога Мојсе вели пушти го мојот народ, не се однесува на народот на Мојсе. Знаете ли кој го кажува тоа нешто? Бог. Бог вели пушти го мојот народ. Така да овде се мисли на народот Божи, а не на народот Мојсеев. Ние понекогаш кога слушаме дека Мојсе ги кажува тие зборови, свелиме: Мојсе му вели на фараонот, тоа е мој народ, пушти го. Не, Мојсе вели: вака вели Бог, пушти го мојот народ. Ова е важно, дека тоа значи дека Бог го препознава тој народ како негов. Бог на фараонот му вели: тоа е мој народ, мене ми припаѓа, ти немаш право да ги угнетуваш. Тоа е мојот народ, мораш да го ослободиш. Тоа е мојот народ, има направено завет со мене и е под моја заштита. Зошто го кажам ова нешто? Затоа што Израилот беше неговиот народ кога беа тогаш во Египет, но денеска неговиот народ, Божиот народ е црквата. Сите ние кои што сме направиле завет со Бог преку Исус Христос. Затоа денеска истите зборови важат за нас. Кога некој си има работа со нас, си има работа со Бог. И ако тогаш тие зборови важеа за нив, пушти го мојот народ, денеска важат за нас. Пушти го мојот народ, немој да си имаш работа или да го закачаш мојот народ. Се сеќавате кога Исус се сретна со Павле, тогаш се викаше се уште Савле. Савле кој што иташе и ги гонеше христијаните на патот за Дамас, наједнаш го осветли светлина, тој падна на земјата и слушна глас. Знаете ли што беше гласот и кој зборуваше? Господ Исус. И што му кажа на Савле? Савле, зошто ме гониш? И Савле беше збунет и рече: кој си ти? Јас не те знам, кој си ти? Тој рече: јас сум Господ Исус кога ти го гониш. И уште еднаш му потврда дека тој го гони Исус. И кога читате текстот се прашувате, селите: па кога Савле го гонеше Исус? Савле не се дигна против Исус, тој се дигна против христијаните. Тој христијаните ги гонеше. Тој никош дотогаш и не беше се сретнал со Исус, никош лично со него немаше средба. Па сепак Исус два пати го обвини дека тој го гони него. Знаете ли зошто? Затоа што кога некој ги гони христијаните, исто како го да подигнал рака против Господ Исус. Кога некој чепка во нас, во било кој од нас, исто како да чепка во окото на Господ Исус. На едно место вели Бог дека ние сме зеница во неговото око. Затоа, кога некој си има работа со нас, со мене и со тебе, тогаш тој директно се подига против Господ. Нели некако тоа ви дава едно охрабрување? Јас сум Божјо дете, јас сум под негова заштита. Кој дига рака против мене, дига рака против Господ, бидејќи сум негово дете под негова заштита. Токму тоа сака да ни го каже Бог. И токму затоа се залагаше за неговиот народ во Стариот Завет и денеска се залага за неговиот народ во Новиот Завет. Пушти го мојот народ. Така гласеше пораката до фараонот. Фараонот често пати станува персонификација, станува една аналогија во која што го препознаваме и сатаната денеска. Во Стариот Завет, во Египет, тој станува едно олицетворение на сатаната, на ѓаволот. И погледнете како одговара фараонот на ова нешто. Во 5 глава, во 2 стих, фараонот вели: кој е тој Господ, за да го послушам јас, одговори фараонот, и да ги пуштам израелците? Јас не го познавам тој Господ, па ниту ќе ги пуштам израелците. Кој е тој ваш Господ? Јас не го знам. Но ова прашање фараонот гледаме дека одговара со една ароганција и со подценување.
Многумина теолози се согласуваат дека фараонот сепак има слушнато за Израилевиот Бог. Не е можно тој да не знае ништо за 2 милионски народ кои што се робови неговото царство и да не знае фараонот кој Бог тие го обожават. Тој сигурно има слушнато за Јахве, за живиот Бог кој што го обожаваат тие. Но сепак тој одговара со ароганција кој е тој Бог. И да има слушнато, тој сакаше да каже јас не го познавам. Знам за него, ама не го познавам. Сум чул, ама јас со тој Бог немам личен однос. Не го познавам. Не го познавам тој Бог и нема да ги пуштам израелците. Интересно овде вели, кој е тој Господ за да јас послушам, за да го послушам фараонот. И бидејќи не го познавам Господ, јас нема да го послушам. Нема да му бидам послушен. Нема да ја исполнам заповед. Не можеме да кажеме дека и денеска ѓаволот по ист начин работи кај луѓето по прашање на Бог. Денеска многу луѓе, дури и во оние во Македонија кои што се нарекуваат христијани, многу од нив исповедат дека живеат христијански живот. Овие денови гледавме различни празници се држеа, различни обичаи. Истите тие луѓе исто така знаат за Бог. Истите тие луѓе се чуле за Господ Исус. Но прашањето е дали вистински го познаваат. Колку знаат тие навистина за него? Може би знаат нешто, како што фараонот веројатно е слушнал за нешто, но едно е да знаеш за него, друго е да го познаваш. Фараонот рече, јас не го познавам тој Господ. Проблемот со луѓето денеска не е дека не се чуле за Господ Исус. Ти има слушано ако ништо друго, барем за Божик, за Великден се чуле, ќе си кажеме нели Христос се роди, на вистина се роди. Сега овие денови исто ни беше интересно, знаците се поздрават со Бог се јави, на вистина се јави. Еј, Бог се јави. Замислете, луѓе кои што до вчера не сакале со вас да прават муабет за Господ, се одеднаш го доваѓат и велат Бог се јави. Објавиле на Фейсбук, Бог се јави. И ви велите, еј, колку овие луѓе се верни. Бог се јави, ама тој Бог што се јави, тие не го познаваат. Јас дури напишав еден краток статус на Фейсбук, напишав, ако Бог се јавил, што направи ти по тоа прашање? Дали знаеш кога Бог се јави, што кажа? И кога Бог се јави и кажа, дали ти реши тоа нешто да го исполниш? Веќе замислете, ако денеска нам ни се јави некоја важна личност, замислете денеска ви се јавува председателот. И вие доаѓате и велите, ми се јави председателот, ми се јави, на вистина ми се јави. И што прво ќе ве прашат? Ќе прашат, добро де, што ти кажа? Што ти кажа ако се јави? И ти ќе кажеш, па тој и тоа ми кажа. И второто прашање, ти што направи по тоа прашање? Што направи во врска со тоа? Па ништо. Ми кажа да дојдам кај него на состанок и ти што направи? Па не отидов. Или ми кажа ова и ова да го спроведам, а ти го спроведи? Па не. Исто е и со нашиот Бог. Луѓето велат Бог се јави, но тие не се интересираат да го запознаат тој Бог. И како последица, луѓето денеска не му се послушни на Бог. Знаете ли луѓето денеска зошто продолжуваат да си живеат грешен живот? Затоа што не го познаваат тој Бог. И јас и ти сакаме да му угодиме. И јас и ти во еден момент од нашиот живот одлучивме да раскрстиме со гревот. Ние одлучивме да живееме согласно Божите правила, Божите заповеди, Божите вредности. Знаете ли зошто? Затоа што јас и ти го запознавме живиот Бог. Нам ни се јави преку Исус Христос и тој го промени нашиот живот. И ние може да кажеме јас го знам и затоа ќе му бидам послушен. Но светот денеска, она што ѓаволот им зборува на луѓето, слушај, па ти тој Бог и не го знаеш, зошто да си му послушен. И луѓето одлучуваат денеска да не му бидат послушни на тој Бог, затоа што него ни познаваат. И затоа ние денеска имаме луѓе кои што на име се христијани, формални, ама не се послушни на тој Господ. Не живеат како христијани. Тие си живеат во грев, си живеат можеби имајки, не знам, сексуален живот надвор од бракот, или си вршат прељуба, или не знам, си крадат, или живеат во некакви пороци, што и да е, си живеат онака како што сакаат, наместо како што Бог очекува од нив. Бидејќи не го познаваат тој Бог.
И интересно што понатаму реши да направи фараонот. Фараонот реши да не ги послуша Мојсе и Арон. Што одлучи фараонот после ова нешто? Доаѓаат Мојсе и Арон и велат: пушти го. Мојот народ вели, Бог тој вели, нема да го пуштам. И не само што нема да го пуштам, него сега ќе направам нешто многу полошо. Што направи? Дупло да работат. Дупло да работат. Нема слава, Нема слава, нема Еве што каже фараонот во 5 глава 9 стих вели: штом вие вака се однесувате, веројатно вие имате доволно време па се досадувате, па ви доаѓаат такви идеи, затоа нека им се зголеми работата на тие луѓе, па тогаш ќе се грижат за тоа и нема да слушаат празни зборови. И Мојсе читаме понатаму доаѓа кај Бог и вели: Господе бе, абе наместо да се подобри работата, овој фараонот уште полошо постапува сега со народот. Уште повеќе се влоши ситуацијата, Господе. Што да правиме? Гледаме дека фараонот на ова нешто одговори со тоа што нареди народот Божи уште повеќе да биде зафатен со работа. И причината беше да не си го губат времето со празни зборови. Она што всушност беше Божја заповед, за фараонот беше празни зборови. Нели работи по сличен начин ѓаволот и денеска? Знаете, кога Господ ќе сака да дојде во вашиот живот, може би некој ќе дојде и ќе ви кажува на вас за Господ. Или пак вие решавате на некого да кажете, и сега таа душичка ќе почне да се интересира за Бог. Ќе дојде некаков зрак на надеж во незиното или во неговото срце. Знаете ѓаволот што прави тогаш со таа душа? Му наоѓа работа. Го прави толку многу зафатен, што нема да му текне за Господ. Таа душа која ќе почне да размислува за Господ, ѓаволот знае дека ако му даде простор, таа душа ќе биде ослободена и ќе стане Божјо дете. Затоа ѓаволот не држи зафатени. И тоа е тактиката на ѓаволот и денеска, како што фараонот правеше. Ѓаволот ќе најде еден куп работа за да не стигнеме да читаме Библија. Ѓаволот ќе ни најде еден куп обврски за да не стигнеме да се молиме. Ѓаволот ќе ни најде еден куп препреки ќе ни стави пред нас на патот за да не стигнеме да дојдеме на црква. Имаше еден човек од Штип, кога јас поверував, тоа е одамна пред 20 години, бев тогаш млад, почнав да одам на црква и еден мој пријател кој што и тој стана верник, почна да му сведочи на неговиот комшија. И тој комшија почна да се интересира за Господ и сакаше да дојде на црква. Ама интересно, неколку недели поред никако да дојде. И во една прилика го сретнавме и го прашуваме, што е причината, беше толку ревностен, запален, сакаше да дојдеш. И тој рече: ми се случува чудна работа. Секогаш кога ќе сакам да дојдам на црква, нешто ми излегува. Вели, пред неколку недели сакав да дојдам на црква, таман тргнав, ми кажа жената: оди пералната се расипа, ни ја поплави дома целата соба, вода се растече, не знам, почнал да тече вода, и јас морав да се вратам назад. Следната недела си одлучив, сега одам на црква. Следната недела, вели, таман тргнав, децата дигнаа температура. И пак не можев да дојдам на црква. Третата недела, вели, кога решив да дојдам на црква, наеднаш ненајавено ми дојдоа гости. Еве ти ги на вратата се нацртаа, ти идеме. И вели, и што да правам? Вели, пак решив да останам дома. И неколку недели поред, ѓаволот овој човек го држеше зафатен да не може да дојде на црква. Сега ние се смееме и велиме: види бе ѓаволот како прави. Ама знаете ли дека ѓаволот и нам така ни прави? А некојаш ние не забележуваме. Кога ќе сакам да читам Библија, тогаш нешто интересно на телевизија ќе се појави. Баш да се молам, тогаш нели ќе излезе нешто друго и велиме: кај баш сега, ај ќе се молам попосле, ај попосле ќе читам. И ние си го одложуваме и после некој време се фаќаме и велиме: абе, знаеш дека ја не сум се молил цел месец? Не памтам кога сум се молил, не памтам кога Библија сум читал. Зошто? Затоа што ѓаволот гледа дека таа тактика пале кај него. Тој постојано ќе ни наоѓа повеќе работа, да млатиме празна слама, ќе ни наоѓа за да немаме време да ја вршиме Божјата работа, за да немаме време да ја исполниме Божјата заповед. Тоа е она што го прави. Затоа не дозволувај фараонот и тебе да те држи со презафатена работа. Не дозволувај фараонот и тебе да те држи како роб, правејќи се и се што, само за да не бидеш слободен.
слободен за оно што е Божие. Има време за работа, има време и за да гледаме серија, има време и за наши лични нешта, но ние мораме да најдеме време за оно што е Божие. И тоа е ставот што ние треба да го заземеме. Инаку ѓавол постојано ќе ни наоѓа работа. Постојано ќе ни испраќа некој или нешто со кое што ќе не држи зафатени. И ова е нешто што треба овде да го научиме како лекција. Интересно, откако фараонот им даде повеќе работа на израелците, тие се обидуваат да постигнат и читаме и гледаме дека не им успеваше. И разбирливо е, после сето ова, читаме дека луѓето беа изфрустрирани. Тие отидоа дури да се жалат на фараонот не ги послуша, вели, вие седите така без работа, не работите, па затоа си велиме да одиме да му принесеме жртва на Господ. Па сега вика ќе одите и ќе работите и плева нема да ви се дава, а сепак определениот број на тули треба да го предавате и понатаму. И настојниците, читаме, на синагогите беа, на синовите Израилеви беа изнервирани. И погледнете сега што се случува. Читаме од 19 до 21 стих, вели тие се сретнаа со Мојсе и Арон, кои идеа во пресред, и што се случи? Ги избакнаа. Им рекоа, Бог нека види и нека ви суди што вие не намразите кај фараонот. Тие беа гневни, беа лути на Арон и на Мојсе. Зошто? Затоа што тие имаат чувство дека сега заради Арон и Мојсе добија повеќе работа. Бидејќи ако не отидеше Мојсе кај фараонот, тие ќе беа робови, нели, ама барем ќе работеа помалку. Ама сега откако дојде овој Мојсе, уште полоша стана работата. Од овој Мојсе кој дојде и кој рече Господ ќе ве ослободи, наместо да не ослободи, работите се влошија. Стана уште полоша. Фараонот уште повеќе почна да ги угнетува. И ова нешто беше чудно кај нив и затоа беа гневни. Понекогаш кога, како што зборев претходно, кога Бог доаѓа и тропа на твоето срце и ти решаваш да одиш по неговиот пат, понекогаш наместо работите на почеток да станат подобри, стануваат полоши. И сте се запрашали ли зошто? Зошто наместо подобро да е, кај таа личност станува полошо? Зошто баш кога таа личност сега почна да се интересира за Господ, кога почна да чита Библија, дојде на црква минатата недела и сега проблеми. Зошто? Дека тие проблеми, нели сега треба кај таа личност да е подобро? Ама наеднаш домашните се дигнале против таа личност, па настанал проблем, па у куќата дома, па гледаме, па се дигнала гунгула, па мажот одеднаш дома направил скандал, не знам, или родителите, или на работа па се појавиле проблеми. До сега се беше арно на работа, сега одеднаш шефот на работа па ми се заканува, па ќе ме напуди од работа. Наеднаш проблеми. Па некако колегите се свртеа против мене, до вчера со колегите бев добра, па сега колегите разбрале дека одам на црква, па там проблеми, па сега неќат со мене да ме дружат, па не знам, сакат да ме исклучат. Ви се случило ли е таков сценарио? Да. Има. Тоа е, знаете ли зошто? Затоа што од истата причина фараонот не сака вие да бидете слободни. И тој ќе направи се да ви го зацрни денот. Тој ќе направи се да ви биде уште полошо, штом вие сте решиле да го слушате Бог. Штом вие сте го отвориле срцето за Него. Но и вие имате избор во тој момент две работи. Вие имате избор или да бидете гневни на оној што ви кажал за Бог, како што се они беа гневни на Мојсей. Вие тука да не дојдовте, да не бевте, вие порно ќе ни беше. Ради вас овие работи ни се случуваат. Од кога ти дојде таму кај овој фараонот, знаеш ли сега што ни прави? Вие имате избор или да бидете гневни на оној што ви кажал за Господ, да бидете гневни на самиот Бог, или пак да кажете без разлика на се, Господе, и јас ќе продолжам да те следам. И да доваѓаат проблеми во мојот живот, јас сум одлучен, ќе те следам и знам дека во крајна сметка работите ќе станат подобри. Ќе го издржам овој бран, ќе ги издржам овие напади.
Бијќи ако ја читаме книгата Излез, ќе видиме дека ова траеше привремено. Бог дури ова му го најави на Мојсе, но гледаме дека конечно во крајна сметка Израилевиот народ беше ослободен. Само требаше да истреат. Но гледам и во ова нешто дека понекогаш народот е променлив. На почетокот истите овие луѓе, кога Мојсе и Арон стигнаа кај нив, ако читаме во последниот стих од 4 глава, слушнете како ги пречекаа. Еве ќе ви прочитам. Вели дека Мојсе ги покажа овие 3 знаци со змијата, со лепрата, со водата на Израеловиот народ и вели и народот поверува и откако слушна дека Господ ги посетил синовите Израилеви и погледна на нивните маки, тие паднаа на колена и се поклонија. Замислете каков пречек им направија на Мојсе и на Арон. Тие паднаа на колена пред нив, таква почит им искажаа, такво добре дојде. И сега истите тие луѓе сакаа да ги распнат Мојсе и Арон. Зошо? Затоа што работите им се лошија. Гледаме дека понекогаш ние, кога ќе дозволиме чувствата да не облеат, ние знаеме да бидеме променливи. До вчера сме се радувале што сме христијани, сега велиме, абе Господе, сега ради тебе уште полошо ми се случува, или кога почнам да одам на црква, уште повеќе проблеми. Може и порно да не одам, може и порно и да не го следам Господ. Но изборот е твој. Ако се откажеш сега, никогаш немаш да бидеш слободен. Ако останеш на Божиот пат, тогаш Божите ветувања важат и за тебе. И ајде да погледнеме за крај 4 работи што можеме да ги научиме од овој текст. Всушност, ако се ставиме во кожата на израелскиот народ, кои што беа робови, за кои што, еве, Мојсе и Арон дојдоа за да бараат ослободување пред фараонот, ние можеме да кажеме дека израелскиот народ имаше еден лош и тежок ден. Дека работите не беа баш во овој момент за нив добри. И нам ни се случува, кога сме одлучили да го следиме Господ, понекогаш да доаѓат такви денови во нашиот живот. Понекогаш едноставно имаме тежок ден, лош ден, или понекогаш имаме лоша недела, или лош месец. И што треба да научиме во врска со ова од библискиот текст? Прво нешто, кога имаш лош ден, не секојаш е знак дека ти правиш нешто погрешно. Може дури да е сосема спротивно. Знај дека понекогаш имаш тежок или лош ден, затоа што ти си на прав пат. И ѓаволот не се радува на тоа нешто. Ѓаволот сака да ти го загорчи денот. Ѓаволот сака да ти ја одземе радоста, ѓаволот сака да ти го одземе мирот. И тој ако не може директно на тебе, ќе испрати други луѓе кои што се под негово влијание, кои што ќе се обидат да ти го нарушат мирот. Затоа понекогаш имаш лош ден. Не затоа што ти си направил нешто лошо, него ти живееш исправно, согласно Божиот збор. И заради тоа ѓаволот сака да ти стави сопка. Токму затоа, кога имаш лош ден, ние прво си помислуваме што направив сега лошо. Не мора да си направил лошо. Може би спротивно, баш живееш исправно. Затоа ти се случуваат понекогаш работи, што ѓаволот ги пласира. Второ, кога имаш лош ден, разбери дека Бог не работи секојаш според нашиот тајминг и план. Гледате, кај израелците, тие имаа лош ден. Мојсе отиде кај фараонот да емчи за нив, за да бидат ослободени. Наместо тоа им се зголеви работа. Наместо тоа дупло работа им се даде. Уште полошо, се отепуваа од работа и не можеа нормата да ја фатат. И сега за нив тоа беше навистина лоша состојба. Но, дали избавувањето следуваше? Да. За нив доваѓаа подобри денови, но не беа во моментот кога тие очекуваа. Тие мислеа дека веднаш ќе се случи. Сега Мојсе ќе отиде ќе му каже за 3 збора на фараонот и готово, ослободени сме. Не се случи така. Но почна процесот на ослободување. Почна процесот. И ние знаеме дека фараонот истрпе 10 зла. И се случија страшни работи во Египет и конечно беа пуштени. Бог направи се за нив, за да бидат ослободени. И Бог ќе направи се во твојот живот, за да ти да ги добиеш неговите ветувања. Затоа, ако сега во овој момент не ја гледаш светлината, не се разочарувај.
Бог работи во твојот живот, иако не секогаш според тајмингот, времето што ние го посекуваме. Трето нешто, кога имаш лош ден, секогаш е најдобро да дојдеш кај Бог. Гледате, и Мојсей, еден од најголемите водачи во Библијата опишани, Божи човек, и тој беше изненаден од ова нешто. Тој отиде кај фараонот, очекуваше избавување, наместо тоа работите станаа полоши. И слушнете сега во 5 глава, 22 стих, што се случува. Вели, тогаш Мојсе се обрна кон Господ и рече: Господи, зошто го воведе во неволја овој народ? Зошто ми испрати мене? Зошто откако излегов пред фараонот и проговори во Твое име, тој уште полошо постапува со Твојот народ? Зошто, Господи? И Мојсе имаше прашање, тој не можеше да разбере, Боже, нели требаше подобро да биде? Јас очекував ти ме испрати дека ти ќе ја решиш работата, сега зошто направи уште полошо? Мојсе беше збунет, беше разочаран, веројатно беше и тој луд, бидејќи сега на неговиот народ му направи уште полошо. И тој што направи во тој момент? Не реши да се затвори, да се налути, да се изолира, отиде кај Бог. Со сите негови прашања дојде кај Бог. И ние читаме Бог што му одговори, и тоа е всушност оно што се крие во 4-та точка. Кога имаш лош ден, запомни дека Божиот план и ветувања не се промениле. На сите прашања на Мојсей, Бог му одговори вака. Рече: еве, ќе видиш што ќе направам јас со фараонот. Под дејство на силна рака тој ќе ги пушти. Под дејство на цврста рака тој дури ќе ги истера од земјата своја. Бог е понатаму стоеше на своето ветување. Бог рече: стрпи се и ќе видиш. Тоа што ти го ветив и ќе го направам. Ќе видиш дека твојот народ ќе биде избавен. Ќе видиш дека фараонот ќе ве пушти. Ќе видиш што ќе направам со мојата моќна рака. Бог стоеше на неговото ветување. Кога имаш лош ден, држиш се за Божите ветувања. Запомни дека Божиот план и Божите ветувања за твојот живот не се промениле. Еве, ова се 4 работи што можеме да ги извлечеме како полука во крајна сметка од овој текст. Можеме сега да